Добар ден на сите. Најпрво сакам да изразам задоволство што денес сме во посета на DMGP, успешна компанија со 100% македонска собственост, која речиси 30 години расте и се развива во државата, меѓутоа и пошироко во регионот. Компанија од преработувачката индустрија, чии производи се препознатливи на македонскиот пазар, а се извезуваат и во повеќе од 10 земји низ целиот свет, со што практично според зборовите на нивните собственици 70% од производството е наменето за извоз. Ова е една од илјадниците компании кои се доказ дека во Македонија има поволна бизнис клима и дека државата е сигурен партнер и обезбедува поддршка на домашните компании. Затоа најдобро говорат бројките. Во периодот од 2017 до 2023 година обезбедивме финансиска поддршка од 100 милиони евра за вкупно 919 компании, кои резултираа со половина милијарда евра инвестициски циклус за компаниите. Со тоа ја зголемивме отпорноста на домашните бизниси во време на криза со која се соочуваше светот, а дополнително се креираа и нови работни места, се генерира инвестиции и се овозможи раст на платите. Со вакви правилни политики, просечната плата од 22.000 денари денеска е порасната на 40.000 денари, што е историски највисоко ниво споредено со она што беше во 2016 година. Минималната плата ја зголемивме од 8.000 денари на скоро 23.000 денари. Само во земјава од цел регион имаше реален раст на платите во време на криза. Ако реално ја земете куповната моќ, платата денес е повисока отколку пред 3 години. Воедно, исто така и пензиите ги покачивме во просек за 6.000 денари, а невработеноста ја преполовивме од 25% на 12,8%. По изборите во вториот мандат, просечната плата ќе биде 1000 евра, а минималната 600 евра. Пензиите ќе продолжат да растат и не само што нема да имаме веќе ниту еден пензионер под прагот на сиромаштијата, туку пензиите ќе бидат достоинствени и далеку повисоки. Истовремено, работиме и на решение за воведување на минимална пензија. Поддршката на компаниите ќе продолжи и досегашните 100 милиони ќе се зголемат за најмалку 50%, за да можат домашните компании што повеќе да инвестираат и да се развиваат. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија води реални и одржливи економски политики кои даваат резултат. Според последните податоци објавени од Државниот завод за статистика, индустриското производство во јануари 2024 година во споредба со минатата година е пораснато за 2,8%. Конкретно, преработувачката индустрија бележи раст од 8,1%. Овие бројки се дел од показателите дека македонската економија закрепнува и дека има потенцијал за раст. Владата предводена од СДСМ покажа дека знае да креира економски политики, знае да го поддржува бизнис секторот, да соработува со него и дека буџетската поддршка ја насочивме кон реалниот сектор и кон компаниите кои може да стимулираат реален раст и да го зголемат извозот. Подобар животен стандард е можен исклучиво со успешна економска приказна и затоа Македонија не смее да се откаже од својата иднина, односно од полноправно членство во Европската Унија. Не смееме да се откажеме од просперитетна иднина заради нашите млади, заради идните генерации, не смееме да се откажеме од здрава и силна економија по европски стандарди со пристап до пазар од половина милијарда луѓе. Само така ќе се генерира раст, ќе се генерираат нови вработувања, ќе создаваат иновативни решенија и нашите домашни компании ќе бидат конкурентни на светските пазари. Сакам да се заблагодарам уште еднаш на домаќините за пречекот во оваа навистина успешна македонска компанија и да се заблагодарам на директорката на Управа за јавни приходи Сања Лукаревска и на дополнителната министерка за труд и социјална политика Јована Тренчевска, кои денес беа тука и од кои што можев да слушнам само пофални зборови за соработката која институциите ја имаат со оваа компанија, која редовно ги плаќа своите даноци, која исклучително редовно ги извршува своите обврски кон работниците, дури и работниците беа исклучително задоволни низ разговорот што го имав со нив. И ова е начинот и ова е практично пример како функционираат компании во една растечка држава како што е нашата. Ви благодарам и посакувам многу успех во иднина.